Од денеска и официјално градот Скопје во соработка со општина Чаир започнува со нешто што веројатно на многу генерации во нашиот град им звучело или им било невозможно, тоа е започнуваме постапка за изградба на булеварот Цветан Димов. Улицата позади нас, што долги децении уште од подземјотресно е со вакво едно сообраќајно решение кое што де факто прави проблем во нашиот град. Всушност станува булевар кој што очекуваме дека ќе започнеме со градба во текот на наредната година, имајќи во предвид дека денеска започнува тендерот за неговото проектирање. Станува збор за стандардно современо решение, булевар со 6 коловозни ленти, со централно зеленило, со пешачки и велосипедски патеки и конечно да речам, овој е еден од најгорливите проблеми во нашиот град. Ќе почнеме чекор по чекор да го надминуваме и моите очекувања се дека 2 до 3 години од сега всушност ќе зборуваме за сосем поинакво Скопје, за сосем поинаков Чаир. Ова де факто значи неформален почеток на изградба на втората траса на Бас Рапид Транзитот, имајќи во предвид дека овде ќе имаме коридор по кој што ќе се движи Бас Рапид Транзитот до железничката во Бутел и де факто превентивно, односно однапред работиме на изработка на тој коридор со цел да кога ќе заврши студијата за оваа фаза да знаеме дека и овдека јавниот транспорт ќе биде на ниво како што е во целиот град. Овдека и дефинитивно зидот кој што го поставивме како времено решение, сега ја озваничуваме дека станува збор за времено решение. 29 метри широкиот булевар всушност ќе ги реши проблемите на скопјаниот доведел на градот од една страна, меѓутоа и дефинитивно центарот на градот ќе го поврзе со обиколницата, имајќи во предвид дека ова како булеварско решение ќе оди до обиколницата, благодарејќи на сега завршениот веќе и упуштен во употреба булевар Христијан Тодоровски Карпо, што значи дека движењето на скопјани до обиколницата ќе биде и тоа како олеснето. Скопје е град кој што мора да се менува, Скопје е град каде што еве овдека е последното упориште на така наречениот османлиски урбанизам и ние тоа ќе го надминеме. Заедно со општина Чаир имаме и сериозни планови во делот на урбанизацијата и на Серава, и на Дижонска, и на Газибаба, со цел да на граѓаните и на овој дел од градот им ги доловиме стандардите на квалитетното урбанистичко живење. Благодарам.